Добар ден, криптоентузијасти. Денеска, според вашите гласови, од последниот блок за алткоини ќе го обработуваме алткоинот Plume. Доста интересен проект, поврзан со Real World Asset токенизација, така да тоа е една од темите кои што ние, барем знаете и сами, доста ги почитуваме и се една од темите во кои што највеќе инвестираме во оваа технологија. Но пред да почнеме, само на кратко, значи во текот на оваа недела, ако не сте го погледнале, би ви препорачал да погледнете вчерашниот лайвстрим. Тоа беше 5-часовен лайвстрим, кој што верувам дека е преполн со информации, заедно со Гоце навистина уживавме да го направиме истиот за вас. Значи, почнавме од нормално геополитика, објаснување на моменталната состојба на Венецуела, преку моменталната макроекономија, тарифи, имавме мала дебата со Гоце која што дефинитивно ќе сакате да погледнете околу алткоините и биткоин, нели генерално која страна ја застапува и зошто. И пак ќе напоменам, значи буквално во 3 часот наутро успеавме да го завршиме лайвстримот, а само неколку часа подоцна го добивате видеото Plume. Значи тоа што ние го ветивме го исполнуваме, нашиот канал, јас, Гоце, работиме за едукацијата на македонците. Сега денеска обработуваме видеото Plume, во сабота имаме лов на врв, а во недела останува Digital Assets Treasury, односно ова се портфолија на дигитални средства на компании. Значи, ова е така речено нова категорија на компании кои што инвестираат директно со директно старателство во криптосекторот. Верувам дека ќе ви се допадне да го погледнете специјалното неделно видео, а нормално во сабота во лов на врв очекувате екстензивно да направиме малку повеќе анализа на моменталните пазари на благородните метали, почнувајќи од злато нормално да видиме што се случува во тој сектор. И како изгледа моментално обработката на нашите анализи на технички, тоест на алткоини. Значи веќе имаме обработено 115 коини, од кои што пак ќе напоменам, значи како изгледа моментално нашиот на кој што го обработуваме. Значи на нашиот профил на Facebook објавуваме ваков тип на пост како што моментално го видовте ова, каде што бараме од вас во коментари да ни дадете кои нови коини кои што не сме ги обработиле се уште, треба да ги земеме во предвид за обработка во следниот блок. Со тоа што моментално по нормално ваше барање и гласање ќе бидат обработувани 2 нови и 2 веќе обработени коини. Односно, ќе бидат обработувани коини кои што веќе ги имаме на нашиот канал, со цел да видиме која е моменталната нивна состојба, како напредувале, што се случувало со нив во меѓувреме, дали имале некои апдејти и така натаму. Сето тоа ќе биде обработено првенствено во Ethereum и XRP како најголеми по market cap алткоини. А потоа ќе продолжиме кон овие 115 така речено проекти кои што веќе се обработени, да направиме второстепено анализирање на тоа што се случувало со нив во меѓувреме. За останатите нови коини, како што веќе кажаме, остануваат уште Plume, кој што денеска обработуваме, и Flare, кој што ќе биде обработен потенцијално во текот на следната недела, и потоа продолжуваме на овој начин со 2 нови и 2 стари коини. Сите овие коини кои што веќе се обработени може да ги најдете на нашиот канал. Тоа е во нашата плейлиста за анализа на коини, односно токени во криптосекторот, каде што апсолутно сите коини 115 до сега се обработени на македонски јазик со наша лична анализа. Значи тоа е метод кој што ние сме го развивале во последниве 7-8 години, за да имаме така речено целосна слика во, да речем, почетничко ниво за овие проекти, како од технички, така од фундаментален аспект, да знаеме што представуваат овие проекти, за македонците да истите може да се запознаат со нив директно на македонски, а потоа да одлучат дали потенцијално сакаат да ги доанализираат, инвестираат во нив и така натаму. Со тоа што ова се 6 групи на прашања кои што моментално ги користиме со цел да имаме целосна слика за еден проект. Значи овие прашања се групи на прашања кои што имаат буквално за цел да истражат се за еден проект во најосновна форма, како од аспект на техничка, така од аспект на фундаментална анализа. И нормално, до крајот на ова видео ќе одговориме сите групи на прашања, нормално нема да ги одговараме едно по едно, туку ќе одговараме како што моментално следат, би рекол, поред во однос на нашето истражување. Како и секогаш почнуваме со првото прашање, тоа е апликација, односно во однос на секој од овие проекти кои што го истражуваме. Прво сакаме да видиме дали има други проекти кои што му се конкуренција и дали има апликации од реалниот свет кои што може да го заменат. Кога станува збор за овој проект, а тоа е Plume, значи истиот представува Layer 1, изграден како Layer 2 на Ethereum, верувале или не, на основа на Arbitrum технологијата,
каде што неговата основна цел е да прави токенизација на реални ствари. Ќе објасниме се околу сето тоа. Значи, истиот се наоѓа во категорија Real World Asset токенизација и се наоѓа моментално на 3-то, 6-то, 7-мо место, но генерално, според ова што моментално го гледаме, Ondo, Centrifuge и Plume се, би рекол, проекти кои што директно работат на токенизација, некој маркет кап е екстремно мал, што значи дека станува збор за микро маркет кап. Знаете дека се помало од 1 милиарда го сметаме за микро маркет кап. Значи има голем ризик, но и голем потенцијал за добивка, потенцијално ако овој проект успее. Сега, како што ви кажавме, значи неговата основна цел е токенизација на ствари од реалниот свет. Повторно, највеќе на почетокот станува збор за капитални добра, за тоа ќе разговараме малку подоцна како тоа го прават на овој проект. И сега нормално кога тоа би го споредиле, дали има апликација од реалниот свет кој што може тоа да го замена? Не. Значи моментално не постои софтвер во реалниот свет кој што може да изврши токенизација ако тоа не е блокчейн софтвер. Што значи дека единствените конкуренти кои што моментално се во овој сектор на Plume се токму останатите софтвери, односно блокчейни за токенизација, нормално почнувајќи на прво место од Ondo, потоа Centrifuge, кој што е на Polkadot еден од аукциите, односно еден од оние сайдчейнови на Polkadot, како и нормално во оваа ситуација на 6-то место Plume. Искрено не знам за Polymesh, не сум проверил и за овој Zebek, значи има нови проекти постојано, не може да ги следиме сите нормално. Chainlink е Oracle, што значи дека генерално од оние што ги познаваме, само Ondo и Centrifuge се реална конкуренција на овој блокчейн. Не заборавајте дека овој тип на технологија, токенизација, е многу нова, што значи дека ние се наоѓаме на апсолутен почеток на оваа технологија и на оваа категорија во криптосекторот. Па затоа имаат, би рекол, голема предност проекти кои што сега се наоѓаат во овој сектор, имаат многу поголема шанса за успех. Така. Тоа е како на пример сега да направите Layer 1 проект, нормално дека имате многу помала шанса за успех кога имате магнати како што се Ethereum, како што е Solana, Avalanche, нели, Cardano и така натаму. Додека за разлика од тоа дека имате само една рака, би рекол, проекти кои што се реална конкуренција. Од друга страна, дека станува збор за сериозен проект, го покажува фактот, погледнете кои се моментално инвеститорите. Значи ова се неколку ICO кои што до сега ги направиле, почнувајќи од 2024 година. Тоа е seeding round, каде што можеме да видиме одредена количина на инвеститори, меѓу кои е Galaxy, да видиме сега искрено други, не сум сигурен кои се, но Galaxy знаеме дека е еден од оние кои што постојано инвестираат во криптопроекти, значи VC Venture Capitalist компанија која што навистина постојано инвестира во нови криптопроекти. Серија А, значи ова е така речено, нели, продажба така речено на токени за разлика од seeding round, каде што можеме да видиме исто така Hashkey Capital е една од да речем популарните компании во криптосекторот. Galaxy Ventures, тоа е некој крило претпоставувам на Galaxy. Ако продолжиме понатаму ќе видиме и други инвеститори. Изгледа дека се слични, истите, ако би рекол во оваа ситуација. Значи, погледнете, во првата рунда се собрани 10, во втората рунда се собрани 20 милиони долари, нормално од продажба на токени. Ако продолжиме понатаму, можеме да видиме дека имаат и други типови, како што се funding round, кој што е моментално прво, ова е Binance Labs, funding round во оваа ситуација станува збор за Launchpool, каде што сигурно е ставен нивниот токен Plume на Launchpool, па затоа и овдека стои како Binance Lab. Овдека имаме Apollo Global, исто така уште еден Venture Capitalist и Binance директно, Binance има инвестирано, значи 150 милиони Plume, како што можеме да видиме, значи дека навистина големи ентитети инвестирале во Plume Network, значи не е некој треторазреден проект, се гледа дека што самиот почеток сите оние кои што инвестирале во него се сериозни компании. Во основа за тоа сега тоа е дел од апликацијата. Значи видовме кои се неговите конкуренти, видовме зашто истиот работи, која е неговата цел. Сега ќе поразговараме малку повеќе во делот со токеномија, односно сега ќе го одговориме прашањето за тоа каков тип на блокчейн е уствари самиот Plume. Значи според најосновното образложение кое што го добивме од вештачка интелигенција е дека Plume представува delegated proof of stake. Значи истиот представува нели еден од попознатите и по би рекол модерните и нормално користените типови на блокчейн консенсус, delegated proof of stake, каде што истиот не е директно layer 1, што значи дека не е официјално layer 1 сам за себе, туку можеме да забележиме
од второто објаснување дека истиот е Layer 2. Значи, не е класичен Layer 2 кој што помага со процесирање на трансакциите на Ethereum, туку функционира како Layer 2 со цел да ја намали количината на fees, односно големината на fees кој што се плаќа при потенцијални трансакции, а во исто време истиот е направен на, како што веќе кажавме, базиран на Arbitrum технологијата. Само да видам, точно имаше и име, се обидам да го најдам тој дел, каде што точно стоеше како се нарекува делот со Arbitrum. Само секунда, сега од многу материјал некој се случува да ни побегне нешто. Како идеја, значи, како што имаме Optimistic Rollups, тоа е OP Stack, така имаме Arbitrum, така речено, собствен тип на технологија која што дозволува развивање на Layer 2, па така и во оваа ситуација Plume е развиен на Arbitrum. Сега, нема да навлегуваме премногу, значи пак ќе кажам делот околу самиот консензус, нормално ако сакате може да истражите и сами. Дека станува збор за Layer 2, многу јасно можеме да видиме од страната каде што се следат Layer 2-ките, тоа е l2bit.com, каде што можеме да видиме дека во Others, значи не е директно Rollups, не е Optimistic Rollups, туку станува збор за Others. Значи ова се друг тип на солуции кои што се интегрирани на самиот Ethereum како Layer 2, еве го Plume Network, кој што, ако мене ја прашувате, и не е така лош, моментално има 112,9 милиони долари капитал кој што се така речено регулирани на овој блокчейн. Со оглед на фактот дека има 50 милиони маркет кап и 112 милиони капитал кој што е така речено на овој блокчейн, мене ако ме прашувате, тоа воопште не е лошо. Значи официјално да, станува збор за Layer 2, го потврдуваме тоа од страната која што на Ethereum ги следи Layer 2-ките и нивната активност. Кога станува збор за како изгледа моментално неговиот консензус, нели, во однос на процесирање трансакции и така натаму, на нивната официјална страна имаат линк до Dune. Значи Dune е посебен тип на компанија која што се занимава со on-chain анализа, односно on-chain процесирање на податоци. Проблемот е што за жал имаме проблем. Значи погледнете и сами, на Dune не дава никакви информации. Сега дали ова е моментална грешка, јас себе веќе неколку часа чекам да видам дали ќе се појави, дали е некоја внатрешна интернална грешка, но за жал, кога ќе најдеме на Dune како изгледа моментално овој блокчейн по неговите перформанси, за жал не можеме да добиеме соодветни податоци. Што е, би рекол, негативно. Но како и да е. Тоа не значи дека овој блокчейн е лош, само едноставно има некаков проблем каде што не се апдейтираат податоците за овој блокчейн. Сега, како што ќе кажеме, Delegated Proof of Stake, нормално дека има своји нодови, како и секој Proof of Stake, каде што ова инструкции за тоа како може да направите нод, првично директно на нивната страна, значи ова е на нивниот white paper, каде што стои буквално се што треба да знаете за правење на еден нод, а овдека е дополнително објаснето на Medium, каде што дури има breakdown на тоа каков тип на нодови имаат, како што имаат архивирачки нод, валидаторски нод и валидаторскиот нод се дели на 3 дополнителни типови на нодови. Нормално секој од овие потенцијално има различен тип на награда. Со тоа што и овдека истото може да го видиме, значи вас практично самиот нод прво треба да биде подесен на тестнетот на Ethereum пред да може да го конектирате уште еднаш доказ дека станува збор за Layer 2. Значи овдека овие два линка ќе ви бидат ставени во дескрипција за да може да проведите се што би потенцијално би било потребно за да направите нод на Plume, со оглед на фактот дека има мал маркет кап и неговиот коин токен е малку низок на вредност, тоа покажува дека можеби сега е момент за такво нешто, дефинитивно ова ќе биде комуницирано и до нашиот дел за нодови. Во исто време, повторно, кога станува збор за стейкинг, нормално дека ваквите типови на блокчейн имаат и свој стейк на нормално својот коин, односно токен, каде што 5% директно на Plume, на блокчейнот би добиле доколку ставите вашиот коин на стейкинг. Со тоа што можеме да забележиме дека еве кои се новчениците кои се поддржани, значи ова се новчениците кои што може да ги користите за директно да правите стейкинг на вашите Plume токени на Plume мрежата. И сега со оглед на фактот дека станува збор за блокчейн чија што главна цел е токенизација на ствари од реалниот свет, нормално првенствено станува збор за капитални добра.
Значи овде ќе имаме два, би рекол, уникатни механизми кои што се доста на некој начин карактеристични за Plume блокчейнот и се она што го издвојува, би рекол, од останатите блокчейни. Првиот е Tokenization Engine, така наречен ARK, а вториот е Passport Smart Wallet, односно првиот така наречен, како што видовме, ARK е уствари посебен тип на, како што ни го нарекуваат, мотор за токенизација на ствари. Нема да навлегуваме во детали, идејата на токенизација на ствари е секој човек да може било каков тип на вредност, без разлика дали е физичка, капитална, замислена услуга и така натаму, да може да ја токенизира. Со тоа што во оваа ситуација, нормално пак ќе кажем, ние нема да навлегуваме во детали, оние кои што се заинтересирани, тоа може да го најдат директно на нивната страна, односно plume.org/ark, каде што е објаснето како може да бидат токенизирани одредени добра. Повторно, знаеме дека во моментална ситуација, кога станува збор за токенизација, нормално дека се подразбира првенствено на капитални добра. Кеш, обврзници, ресурси и така натаму, па така и во оваа ситуација, ако вие сте компанија и сакате пример да ги токенизирате вашите акции, тоа може да го направите директно преку нивниот ARK Engine и да ги токенизирате вашите акции и истите да добијат дигитална верзија. Како тоа изгледа? Еве како што може да видите и сами. Значи правите соодветен KYC, Know Your Customer, преку Tokenization Engine-от, кои сте, што сакате да направите, со оглед на фактот дека самиот Plume е Layer 2, значи дека е EVM compatible, автоматски, значи се тоа вие го правите на нивниот Layer 1, затоа и нивниот Proof of Stake се нарекува Proof of Representation, односно со вашиот KYC, компанијата која што моментално го прави, буквално вие сте тие кои што ги репрезентираат овие капитални добра кои што се токенизираат моментално. И ово што гледате од другата страна е Nexus Data Highway. Тоа е посебен тип на, како што е Oracle, но ова е наменето исклучиво за нивниот блокчейн, а тоа е Price Feeds. Што значи дека откако ќе направите одредено добро да биде во дигитална форма, значи во on-chain форма, NFT и така натаму, или токен, истото треба да има соодветни Price Feeds кои што се независни во однос на тоа како се движи пазарот за овој проект. Па така и Nexus е, така речено, втор дел од оваа програма која што има Plume, кој што работи исклучиво на тој начин, да прави постојан апдейт на цената на овие добра и нормално овдека е Smart Wallet, односно паспорт на Plume, каде што ваквите добра, значи треба негде да ги чувате, така. Значи идејата на овој Real World Asset File Wallet е уствари преку ваквиот пасош или wallet или новченик како сакате, да има место каде можете да ги чувате овие токенизирани капитални добра. Затоа што не секој wallet моментално ги прифаќа и препознаа овие капитални добра, сега за сега. Значи моментално овој посебен wallet за сите овие ствари кои што ќе бидат токенизирани на Plume, во било кое време можете да ги чувате и трансферирате вашите токенизирани капитални добра. Тоа е во однос на самиот блокчейн, значи ова е дел каде што разговараме за токенизација. Нормално блокчейн е само едно подниво на темата на токенизација. Активно можеме да видиме дека имаат и екосистем кој што моментално функционира. Дел од овие проекти ни се веќе познати. Значи станува збор за доста, би рекол, вибрантен екосистем, со оглед на фактот дека проектот има само 50 милиони и има некоја, би рекол, скромна количина на DeFi. Тоа ќе го провериме на DeFi Lama, само секунда да се отвори страната. Значи, во однос на екосистемот, нормално не се проекти кои што се изградени постојано на Plume, верувам дека некој од нив и се, но можеме да видиме и доста соработки. Alchemy Pay, ако продолжиме понатаму, Arbitrum, со тоа што знаете дека е изграден така речено на Arbitrum, како што веќе спомнавме, Axelar, ако продолжиме понатаму BitGet, како една од најголемите менувачници и новчаници, значи можеме да видиме дека има доста соработки. Bybit исто така голема компанија, Celestia, еден од попознатите блокчейни кои сме го обработиле, Centrifuge, спомнат, се уште не обработен, како што кажеме, sidechain на Polkadot, Chainlink нормално. И ако продолжиме, гледаме дека навистина веќе имаат остварено сериозни соработки со голем број од овие, би рекол, големи компании и блокчейн проекти, како Curve Finance исто така. Значи, да вистина имаат доста, од Dune, on-chain analytics компанијата, значи, навистина полека растат. Иако имаат мал скромен маркет кап, гледаме дека
се доста интегрирани во криптосекторот, а не сме стигнали ни до половина од скролањето надолу во однос на компаниите кои што се работуваат или се изградени на нивниот Layer 1, Layer 2 блокчейн. Сега, исто така и ова ќе биде ставено во дескрипција. Ова е SDK, Software Development Kit на Plum. Ако некој потенцијално сака да изгради своја апликација на Plum Layer 2, тоа ќе може да го направи преку овој Software Development Kit. Не се разбирам повеќе од ова, затоа и нема да харикирам. Значи, ова ќе го ставам во, да речам, дескрипција, па ако некој од вас потенцијално или се разбира повеќе, потенцијално би сакал да разгледа како би изгледало да направи свој проект на Plum, тоа може да го направи од оваа GitHub директорија. Исто така во исто време, што една многу позитивна работа, самиот Plum Network, односно Plum блокчейн има собствен стейблкоин. Голема реткост. Значи ние имаме големи блокчейни кои што нема своји стейблкоини, па мора да се надеваат дека некој ќе развие апликација за стейблкоин, некој дека ќе донесе мост, например, до USDC или USDT. За разлика од тоа, секоја чест за вака мал проект, они има native stablecoin, тоа е BUSD, кој што моментално јасно можеме да видиме во однос на Mint, како изгледа. Значи, само секунда да се рефрешира страната. Ова се новчаниците на кои што може да го држите, значи, оприлика се слични, како со делот со стейкинг, и дополнително PUSD може да го размените директно на Mint со овие новчаници од USDC и Ethereum во PUSD и нормално Plum токенот. Така да може да видиме дека активно имаат свој стейблкоин, иако неговиот маркет кап е доста мал, станува збор за $7 милиони маркет кап. Значи не заборавајте дека гледано од аспект на големи проекти, каде што нема стейблкоин, овдека ние имаме 50 милиони маркет кап на Plum и 7 милиони маркет кап на PUSD, што уопште не е лошо ако мене ја прашувате. Нормално ова ќе расте како ќе расте и самиот блокчейн потенцијално. Со тоа што нормално кога го споредиме со најголемите, Plum го нема, значи PUSD на првата страна, значи PUSD е негде потенцијално после првите, да речем, 100 проекти, што значи дека навистина станува збор за екстремно мал стейблкоин. Мал стейблкоин со 7 милиони е доста нестабилен, тоа е една од работите кои што мора да ги земете предвид, затоа што маркет капот на овие стейблкоини е доста битен за нивната стабилност. Така, че колку е поголем маркет капот, толку генерално се постабилни при потенцијален обид за напад, затоа и не би рекол дека ова е екстремно позитивно, но е, пак ќе речем, за самиот проект е почеток, секоја чест. Ова беше делот со блокчейн, сега ќе се вратиме на фундаменталната анализа, ќе разговараме за вести за проектот во последниот период. Нормално ќе земеме вести во последна година дена. Првата вест од април 2025 година, кога Sony и неговата банка Sony го земаат Plum и прават така наречени токенизирани, ова се би рекол волтови или како да кажем сефови на самиот Plum, каде што идејата е првенствено да доделуваат кредити. Значи, они ќе можат на собствените клиенти да даваат приватни кредити директно во токенизирана форма на Plum мрежата. Така да ова е крајно позитивно, каде што една голема корпорација како Sony одлучила токму на Plum да врши токенизација и посебно кога станува збор за сериозна и деликатна работа како кредити, тоа да го реализира преку Plum мрежата, така да тоа е големо достигнување. Во исто време, 6 октомври, официјално Plum добива зелено светло од SEC, како што тоа го доби самиот Ondo пред само неколку недели, така и Plum уште во октомври добива зелено светло дека може да продолжи со токенизација на капитални добра. Ова е екстремно позитивно. Ретко некој проект може да се пофали дека има регулативна рамка и јасност дека голема организација, односно Комисија за хартија од вредност, му дозволила да работи во оваа сфера легитимно, така да тоа е голема работа и тогаш имавме и голем скок на овој проект. Дополнително, веќе е излистан на Binance, како Plum, така и PUSD, што е, би рекол, позитивно. Понатаму, во однос на вестите, Wisdom 3 гради 14 засебни различни типови на токенизирани фондови на Plum. Wisdom 3 е една од најголемите корпорации кога станува збор за ETF и знаете дека истите имаат ETF како на Bitcoin, така на Ethereum сега работат и на ETF и на други блокчейни, со тоа што овие различни 14 токенизирани фондови се делат на Government Money Market Digital Fund, значи ова се така речено дигитални маркет фондови
тоест money market фондови кои што инвестираат во државни обврзници, државен долг, приватен кредит и алтернативни инкам фонд, значи тоа е практично фондови кои што инвестираат во нормално приватен кредит на одредени институции и алтернативен инкам, сега ова може да види се и се што, но како идеја. Идејата е дека Wisdom 3 одлучила дека Plume е блокчейн на кој што сакаат да вршат токенизирање на нивните money market фондови, што е исклучиво позитивно. Значи не за џабе земате проект иако е толку мал, а верувате во неговата иднина. Пред само неколку дена, така речено пред поточно би рекол 15 дена, официјално Coinbase го регистрира Plume за тргување и за купување на неговата менувачница, што е крајно позитивно. И со тоа практично тоа се сите вести кои што ги имаме за Plume моментално. Значи други вести сега барем јас лично немам најдено, што е доста позитивно, значи ова е како што може да забележиме позитивна година. Но и не заборавајте дека самиот Plume постои од почетокот на 2025 година, што значи дека нема години наназад, па оваа е подобра година, туку буквално првата година во која што постои, фундаментално е на вистина доста активен. Кога станува збор за техничка анализа, значи овде ќе имаме посебен дел со техничка анализа, кој што ќе го работиме сега. Значи во техничката анализа ќе разговараме што се случува со неговата цена моментално. За жал нема нешто премногу што да се разговара, зошто? Затоа што целиот маркет кап на сите алткоини моментално е во екстремно, би рекол, голема корекција или манипулација, како сакате, каде што можеме да видиме дека овој bull flag кој што се формираше уште во почетокот на 2025 година, кој што требаше да заврши како и останатите коини нагоре во потенцијален bull market, ние го завршивме апсолутно катастрофално во обратна насока. Уште еднаш, ова е уште еден показател дека станува збор за веројатност. Ништо не е 100% сигурно, па дури и информации кои што 70% од времето се движат во одредена насока, како bull flag формацијата нагоре, можеме да видиме дека има 30% шанса да се придвижат надолу. Нормално дека станува збор за голема манипулација, тоа не го менува фактот дека ова е моменталната состојба. За жал нема многу што да се погледне, затоа што станува збор за анализа на неделно ниво. Не заборавајте дека овој проект е само една година стар, нема премногу податоци кои што може да се анализира. Но кога станува збор за целиот би рекол блокчейн, една работа која што е исклучиво битна е дека во целиот овој дел во текот на 2025 година за прв пат пред само неколку дена или би рекол недела дена стигна до препродадена вредност од 28 RSI поени, по 30 и доби дно на MACD, каде што сигналата само што се заобиколи од базичната нагоре и гледаме дека веќе има разлика помеѓу нив и локално дно оваа ситуација на RSI. Значи дека ние, ако веќе гледаме технички, ова потенцијално би било дното на овој коин во овој момент. Дали ќе се придвижи нагоре, нормално зависи од целата криптосфера, зависи практично од сите коини, од сето она што се случува во сферата, но пак ќе кажам, ако веќе гледаме технички, ова би било потенцијално техничко дно на овој коин, затоа што во однос на индикатори не гледам каде било да подлабоко, а веќе гледаме дека индикаторите почнуваат да се движат нагоре, но повторно, пак ќе кажам, се тоа зависи од целосната сфера. Кога станува збор, повторно се враќаме на токенизација, сега ќе разговараме за количината која што е моментално пуштена во оптек и количината која што ја имаме во вкупна бројка. Тоа е делот со токенизација, односно ако се вратиме на прашањето, сега ќе разговараме за неговата залиха. Така. Значи истиот сега за сега има ограничена залиха, каде што гледаме дека неговата максимална залиха е 10 милиарди токени, а 3 милиарди токени се веќе пуштени во циркулација. Сега како изгледа моментално vesting schedule, кога би очекувале дополнителни коини, една работа која што мора да забележиме е дека до сега се уште немаме никакво исплаќање на овие angel investors или venture capitalists, како сакате, значи оние иницијални инвеститори, тоа се 21%, како што можеме да видиме вкупната количина на токени. Ваквата наплата, така речено, ќе почне дури од јануари 2026 година, кога за прв пат овие venture capitalists ќе добијат дел од својата инвестиција во Plume токени. Така да можеме да видиме дека дури тогаш се прават, така речено, vesting schedule, односно доделување на токени како на core contributors, тоа се девелоперите кои што развиваат овој проект, така и на инвеститорите. И нормално овој така речено vesting schedule треба да продолжи и заврши негде во јануари 2028 година. Значи дека во текот на
следните 2 години може да очекувате сериозна инфлација кога станува збор за нови токени на пазарот, но повторно ова не е ништо ново за разлика од претходните проекти. Се зависи од тоа каква е состојбата на пазарот и дали имаме интерес во криптосферата. Ако има интерес, тогаш многу пати сме виделе дека вакви investing schedule, дури да станува збор за големи количини на коини кои што се пуштени на пазарот, многу често е целосно, би рекол, занемарен поради тоа што имаме сериозен наплив на капитал, што за жал не е случај во овој циклус. Дополнително, истото можеме да го видиме и да го потврдиме со нормално анализата на CoinMarketCap, кој што исто така ги има истија податоци, можеме да забележиме, секогаш е добро да се провери, дека оприлика уште 70%, помалку 70, околу 65% од токените не се пуштени во употреба и дека доправа ќе имаме, како што кажавме, награди за Core Contributors и за Angel Investors, Early Backers. Кога станува збор за сега ова е повторно делот со токенизација, односно ова се дополнителни индикатори кои што ги обработуваме за тоа се што треба да знаеме за самиот проект, значи неговата брзина, активност и така натаму. Значи прва работа во однос на брзина можеме да видиме дека не е дел од најбрзите, значи јас ги проверив топ 100 блокчейни по брзина, можеме да видиме дека не е ниту блиску до овие топ 100, што значи можеби и нешто под тоа, но гледаме дека во најбрзите топ 100 дефинитивно не е. Кога станува збор за пак нешто дека не е добар, само не е еден од најбрзите. За активни корисници, значи исто и овдека може да провериме дека во топ 100 моментално јас не успеав да го најдам Plum. Што значи можеби има активни корисници, но очигледно ова се најголемите проекти, па затоа и моментално го немаме на листата. Исто така кога станува збор за Staking Market Cap, значи истото може да забележиме дека повторно со 50 милиони, нормално дека не може да очекуваме нешто посебно, но сакам да кажам дека не, пак ќе кажам, во топ проектите, едноставно мора да провериме. Излишно е кога станува збор за 50 милиони market cap, но реално мора. Кога станува збор за неговиот DeFi сектор, нормално ова е дел каде што највеќе гледаме дали и како изгледа неговиот екосистем. Истиот достигнува максимална вредност од 300 милиони TVL, Total Value Locked, на неговиот DeFi сектор, според DeFi Lama, во негде октомври-ноември 2025 година. Нормално знаеме што се случи еден ден после овој датум. И како и целиот сектор, гледаме дека и овде ќе имаме екстремно голем одлив за моментална состојба да е 157 милиони, што е импресивно. Со оглед на фактот дека станува збор за блокчейн кој што има само 50 милиони market cap, а има 157 милиони TVL, Total Value Locked, на неговиот екосистем, воопште не е лошо. Нормално споредбено со најголемите, каде што имаме страшни милиарди, значи како што може да забележиме овдека, еве како изгледаат најголемите, Aave со 33 милиарди, Lido, ова е нормално Ethereum Staking со 25 милиарди. Нормално дека оваа количина од 157 милиони е занемарлива, но тоа не го менува фактот дека во однос со големината на проектот ова е сериозно добра количина на DeFi капитал. Кога станува збор за самиот Plum, значи во однос тоа што потенцијално има според Arkham Intelligence, можеме да забележиме дека истите поседуваат околу 99 милиони токени, верувам дека ова е трежерито на самиот Plum, тоа се Plum токени, имаат 4 милиони USDC, $1,500 Ethereum, надоле веќе ова не е битно, но како и да е, ова се најголемите вредности кои што ги имаат во самиот проект, што ни кажува оприлика што поседува самиот тим, самото трежери, нема ништо лошо, нема ништо надвор од вообичаеното. Сега доаѓаме до моментот кој што е на некој начин повеќе поврзан со самата апликација. Значи да видиме како се користи и во кои сектори се користи кога станува збор за Real World Asset токенизација. Значи ова е на Real World Asset токенизација, односно rwa.xyz, страната директно Plum проектот, каде што може да видиме дека вкупно има 118,7 милиони долари токенизиран капитал на Plum. Максимум достигнал 174, што значи како прилика една третина од капиталот го изгубил, нормално тоа е со последната корекција, после 10 октомври. Со тоа што пак ќе напоменам, значи пак за 50 милиони долари market cap, 118 милиони токенизирани средства, воопште не е лошо ако мене ја прашувате. Во кои категории, значи најдов во кои категории прилика истиот го има, каде што негде е засебно, негде е дел од, да речем, сите останати, е во оваа ситуација, значи Centrifuge кој што има моментално вкупно 631 милион активни, ова е private credit, значи кредити кои што се издадени, гледаме дека дел од нив се наоѓаат на Plum, така.
Кога станува збор, значи тоа е приватен кредит, каде што очигледно е дел од блокчейните на кој што се наоѓа овој капитал. Кога станува збор за корпоративни обврзници, и овде можеме да го најдеме со $5 милиони, дека моментално корпоративни обврзници на некоја компанија се наоѓаат на Plum. Значи некоја компанија одлучила да ги токенизира своите обврзници, односно долгот кој што го зема од физички правни лица директно на Plum мрежата. Кога станува збор за во оваа ситуација тоа е ресурси, имаме околу 6 милиони токенизирани ресурси на Plum. Со тоа што сега баш ме интересира што од ова сега тука е малку проблематично, не можам баш да утврдам што поточно е токенизирано на Plum, да видам по количина, не можеме да утврдиме. 6 милиони не може да утврдиме. Како и да е. Значи повторно станува збор за ресурси, може да биде апсолутно од пченка до злато до нафта, може да биде било што од ова што гледате овдека, но повторно значи дека и ресурси токенизираат на Plum, значи навистина имаме веќе неколку сериозни категории, институционални фондови, како што веќе видовме, Wisdom3, нели официјално прават свој фонд на Plum. Може би има и други, официјално за Wisdom3 дефинитивно знаеме, каде што може да видиме дека Plum се наоѓа со 89 милиони, ова е очигледно најголемата категорија на токенизирани капитални добра на овој блокчейн. И за крај со мала количина, но повторно, значи и ондо имаше мала количина кога стануваше збор за акции, па потоа стана многу голема, значи моментално има мала количина на акции токенизирани и на Plum. Само секунда, сега ќе отвориме страната. Значи ова е неговата реална корисност, ова е неговата реална вредност, значи токенизирањето на овој блокчейн, дури така се нарекува, значи Layer 1 со намена за токенизација, каде што еве како изгледа во однос на акции, моментално имаме само $130, но пак ќе кажам, значи почеток, така. И кога станува збор за останати дополнителни индикатори, дел со токенизацијата, токеномијата се извинувам, значи за Plum за жал не успеав да најдам податоци кога станува збор за колку моментално имаме активни девелопери, тоа е малку проблематично, но повторно нов е проектот, можеби се уште не успеале да внесат. Истото нормално кога немаме активни девелопери, гледаме дека овдека не може да најдеме ниту колку е неговата активност како блокчейн, односно овдека Plum, ако го ставам, за жал нема информации, значи дека Plum се уште го нема на CryptoMeteus во однос на неговата активност за депозитирање на овие скрипти на GitHub. Кога станува збор за rich list, нешто е сериозно проблематично со оваа страна. Мене многу ми се допаѓаше начинот на кој што го представува брейкдаун на најголемите новчаници. За жал моментално истата не функционира, не можам да разберам што е проблемот, но за среќа голем дел од овие коини имаат брейкдаун на најголемите новчаници на CoinMarketCap. Па така и Plum, овдека можеме да забележиме, во однос на најголемите новчаници е навистина доста солидна дистрибуцијата, морам да признаам, погледнете го ова. Значи ние имаме ситуација во која што 55% од количината на токените се наоѓа на еден новчаник. Нормално кога ќе погледнеме како изгледа оваа количина, не потсеќа на остатокот од коините кои што се уште не се распределени. Нормално не е 55, но верувам дека овие 55% се токму ова. Значи количината на токени кои што се уште не се распределени на пазарот, па така и во оваа ситуација верувам дека тоа е токму тој дел. За разлика од тоа, понатаму, освен овој новчаник кој што е 5%, другите се премногу мали да ви направиле некаков проблем на пазарот со голема алокација или практично продажба. Со тоа што вика 67,3% купната количина на токени на пазарот моментално се во раците на топ 10, пак не заборавајте дека ова е поради првиот новчаник кој што има 55%. Ако овој го изземеме, верувам дека ова ќе биде многу подистрибуирано. И затоа пак ќе кажам, значи во однос на децентрализација, тоа е дел каде што го проверуваме децентрализацијата на еден проект. Во однос на децентрализација, овој проект е солидно децентрализиран, морам да признаам, и верувам дека ова е една од најдобрите работи кои што досега ги видовме на самиот проект. Само секунда, тамо да уклучиме за децентрализација, да, за тоа разговараме моментално. И за крај, ова е практично самиот Explorer. Значи, ова е местото каде што може да ги проверувате трансакциите на самиот Plum, односно explorer.plum.org. Мислам дека пропуштивме некој прашање, сега ќе провериме веднаш. Значи, околу апликација одговоривме целосно. Зрелост на пазарот, ова секогаш го оставаме за второто видео, како што веќе спомнавме. Значи, сите овие проекти 115 и повеќе од нив нормално, сега ќе бидат обработени на втор
чекор на би рекол на второ видео, каде што ќе почнеме одново буквално највеќе во околу оваа тема. Како се развива, што се случувало во меѓувреме од првото видео и на тој начин ќе имаме дополнителна надградена слика за секој од овие проекти. Техничка анализа направивме, за жал се тоа зависи од генералниот пазар, фундаментална анализа, вести поминавме, партнерства, поминавме, дел со вестите, менувачници на кој што е достапен, тоа е нешто што не сме спомнале, односно кога станува збор за Plum, веднаш ќе видиме на кои менувачници може да го купите. Видовме дека на Coinbase и на Binance е веќе излистан во текот на оваа година. Гледаме дека најголемите го има Gate.io, Bybit, HTX, KuCoin, Kraken, значи BitGet навистина најголемите го има, што значи дека веќе е интегриран во најголемите менувачници, што е крајно позитивно за него, нормално. Дали поседува ETF? Не. Дали поседува апликации за ETF? Се уште не, ова е премногу нов проект и верувам дека ќе треба време пред некој да аплицира за него. Но како и да е, значи нели во овој дел се уште немаме апликации за ETF за Plum. Поврзано со кривични судски случаи за сега нема, што е крајно позитивно. Значи во овој дел дури би рекол и атмосферата за блокчейн е доста позитивна, така да верувам дека е сето ова генерално позитивно за самиот проект. Дело со тип на блокчейн, залиха и сето ова што се дополнителни индикатори го поминавме, real world asset токенизација, тоа е најбитниот дел кој што дефинитивно одвоивме највеќе време, проверка на најголеми новчаници и тоа верувам дека е се што треба да знаеме за овој проект за самиот почеток. И за крај, како и секогаш, доколку ви се допадна ова видео и сакате ова, да речам, едукација на македонскиот народ да продолжи, се што бараме од вас е да не поддржите. Прво, лайк, шер, subscribe, комент на нашите содржини. Второ, доколку сакате, станете дел од нашата Patreon заедница. Линк до Patreon заедницата може да најдете во дескрипција на секој од вашите видеа. Пробајте како да се биде дел од оваа заедница 7 дена бесплатно, а понатаму со плаќање на оваа мала членарина помагате ово што ние го работиме да продолжи да биде солидна, квалитетна едукација за сите македонци, како од аспект на економија, така од аспект на тоест на геополитика и блокчейн технологија. Нормално, како да речем привилегии кои што ги добивате со членување во нашата Patreon заедница, имате пристап до сите наши групи, каде што сите македонци буквално кои што се дел од оваа заедница допринесуваат во меѓусебно информирање и размена на податоци и едукација. На тој начин како заедница се обидуваме да успееме во оваа сфера. Имате директно пораки до мене кои што ги одговарам еднаш дневно, имате лайвстрим кој што е организиран само за нашата Patreon заедница еднаш месечно и сите овие офлайн видеа како што е моментално ова видео, прво ги доставуваме до нашата Patreon заедница, а потоа ги објавуваме бесплатно за целата наша заедница. Материјал постојано ќе биде бесплатен за сите македонци без разлика на се, но нормално ова е мала привилегија за оние кои што сакаат финансиски да не поддржат и понатаму да продолжи да расте нашиот канал и нашата едукација. И за крај за оние кои што потенцијално има проблем со плаќањето, затоа што се случува на самата Patreon апликација поради некоја причина банките не дозволуваат трансакции кон истата и за оние кои што потенцијално сакаат да уплатат на годишно ниво, тоа може да го направат и преку нашиот имејл. Значи само кажете ни која адреса ви одговара моментално, ова се цените на годишно ниво со 30% попуст. Ние ќе ви испратиме линк првенствено до адресата на која што сака да уплатите во валута која што вие ќе одберете, а потоа и линк до годишно членство на Patreon заедницата. Благодарам, се надевам уживавте и се гледаме во следното видео. Поздрав од Крипто Гебиџи. Listen up, class is in session tonight. Crypto Jamizia here to guide you right. Not about the hype or the FOMO rush. It's about the research, no need to crush. Do your own research first. Read the white paper, understand the verse. Blockchain technology, decentralized and true. Not just speculation, knowledge carries you through. Crypto Jamizia, teaching you the way. Buy the dip, but never all in one day. ACA your strategy, patience is the key. Crypto Jamizia, setting knowledge free. Crypto Jamizia, teaching you the way. Buy the dip, but never all in one day. ACA your strategy, patience is the key. Crypto Jamizia, setting knowledge free. Check the market cap, not just the price tag. Utility matters more than social media brag. Cold wallet storage keeps your assets secure. Never share your seed phrase, that's the cure. Bear market lessons teach you how to hold. Bull market temptations make you sell too bold. Position sizing, risk management and tight. Crypto Jamizia keeps you trading right.
From Bitcoin's genesis to altcoin seas. Proof of work to proof of stake with ease. Layer 1 foundations, layer 2 scales high. Smart contracts, executing, reaching for